Истражувањата на тврдината Исар кај Штип открија древно светилиште кое археолозите го поврзуваат со кронисувањето на пајонските кралеви. И овде веќе ги имаме трагите од постарите наоди, да речеме, нели, од 4-тиот и 3-тиот век, па зошто овде да не постои она светилиште кое што е пример, односно го спомнува Полиен во 3-тиот век, дека во реката Астивос се кронисувале пајонските кралеви. Во прилог на оваа претпоставка одат досега познатите факти дека древното кралство на пајонците се наоѓало на територијата на денешна Источна Македонија. Се протегало источно од Велес, преку целата долина на реката Брегалница, се до долината на реката Струма. Најзначајниот пајонски град Била Зора е на локалитетот Градиште во близина на Свети Николе. Блискоста на Штип со Била Зора исто така може да оди во прилог на претпоставката на археолозите за врската меѓу пронајденото светилиште на Исарот и пајонските кралеви. Инаку тврдината Исар досега се покажа како исклучително значајно археолошко наоѓалиште. Тука се најде средновековната црква Свети Власие, под неа темелите на еден римски храм, а во претходните истражувања најдовме голем број на садова керамика, односно со веслоп украсување кое што е од 4-тиот и 3-тиот век. Особено импонира бројот на црковни објекти чии остатоци се најдени овде. Црквата Свети Јован, Свети Архангел Михаил и уште една коромна црква која што е откриена на акрополот од Исарот. Бидејќи Исарот ја има приказката за 40, односно Свети 40 маченици, па можеме и да нагласиме дека таа една коромна црква можеби да ја поврземе со Свети 40 маченици. Доколку се потврди претпоставката на археолозите за ново откриеното светилиште, тоа ќе значи уште една можност за културна и туристичка промоција на Штип.